Благодарение на вредните тренинзи и залагањата на татамите, кривопланечките каратисти од клубот Шампион продолжуваат да нижат успеси. Тројца кривопланечки каратисти беа дел од македонската репрезентација, која што претходната недела зеде учество на Балканското првенство одржано во Истанбул, во Турција. Вукашин, Владимир и Лука успеа да го обелат образот на кривопланечкиот спорт патем, остварувајќи успеси и собирајќи искуство кое што ќе им користи во текот на кариерата. Најмногу се истакна 11-годишниот Вукашин Јовановиќ, кој што стана балкански вице-шампион. Популарниот волеј претходно се прославуваше на татамите во борби каде и да одеше, а и овој пат вети и успеа да се закити со медал. Овој пат сребрен. Со древната јапонска боречка вештина се дружи веќе 6 години. Не бил посебно импресиониран од учеството на надпреварувањето во Турција, затоа можеби и успеа да стигне во самото финале, каде што со малку спортска среќа можеше и до злато. Беше ли тешко да се пласираш прво таму? Малку. Малку тешко. Да. А таму кога отиде, кажи ние како ти беше искуството? Ти беше малку страф? Да, малку страф ми беше. Имаше трема? Малку. За колку време помина тоа трема? За еден ден. Значи за еден ден. Првата борба и веќе немаше. Да. Така. Колку борби памтиш ти? Да, 4. 4 борби. Од нив колку доби? 3. 3 доби и во финалето Да. борби. Кажи ми од сегашна перспектива, која ти беше најтешка борба? Полуфиналето. Полуфинал? Третата. Да. Важно, тогаш си осигурал медал, кога си гледал за финали. Мислеше ли дека можеш до медал пред да тргнеш? Да. Овде мислеше ли дека можеш да освоиш? Можеше ли златен да освоиш, мислиш? Требаше малку среќа, нали? Да. Ајде ни кажеш за финалната борба, со кој надпреварувач си Со надпреваруваш? Црногорец. Со Црногорец и како беше резултатот? Тесно беше или? Не. Значи беше поквалитетен. Да. Само тоа ќе те мотивирали сега да бидеш поработлив, Да. повреден? Ветови дека продолжува да тоа. Одлични искуства од Истанбул носат и Владимир и Лука, кои што сепак успеа да запишат и по некоја победа, иако не застанаа на подиумот. Јас втор пат одам на Балканско првенство. Втор. Да. Значи не ти беше толку страф, можеби како на дебютантите. Не Ама беше. сепак си имал трема зашто е големо надпреварување. Да, беше. Кажи ми ти како поминав, како си? Јас поминав добро, со првата борба ја победив, втората изгубив. Добро, имав јак противник Од каде беше противникот? од Србија. Сега се мислиш дека добро искуство ова за тебе, со не можеш подобро искуство. Можам подобри. А од репрезентацијата се здруживте со некои други клубови Па да, се здруживме. и навивавте заедно за Македонија, за другите Да, надпреварувачи. да, за сите. Предводени од Жарко Ангеловски и Стевче Христовски, каратистите од Крива Паланка го прославија кривопланечкото карате надалеку. Па најпрвен за самите надпреварувачи, бидејќи се релативно мали, млади надпреварувачи, ова е едно огромно искуство, посебно за Вукашин, бидејќи се закити со, како што знаеме, со медал. Овие дечиња се потенцијал во клубот, општо и во Република Македонија, вакви дечиња имаме многу, од кои што нели очекуваме во подоцнежниот период уште поголеми резултати, па се надеваме да ги искалиме до сениори, дури тогаш да направат она што се нарекува врвен резултат. За клубот ова ќе значи еден стимул за повеќе работа. По повод бројните и успешни настапи најмладите карате надежи на Крива Паланка беа вгостени од првиот човек на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасиски, кој им ги честиташе досегашните успеси и им посака уште многу спортски резултати. При создавањето на поволни услови за работа значајна е и поддршката која карате клубот ја добива од градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски, кој присуствуваше на приемот во Агенцијата за млади и спорт. Директорот Спасески ја искажа неговата сатисфакција за правецот во кој се движи македонското карате, потенцирајќи дека Агенцијата за млади и спорт секогаш го поддржува спортот и позитивниот дух кај младите.